Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 20 кусур години крстарам низ Мариово. Почитувани мои, полна ми е душата што еве денеска се наоѓам во Горно Мариово, овдека според Господовото превидение во селото Бешиште, каде што наминав во ово село, мештаните од ово село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни кои што останаа недораскажани во некогашното село Сатока, каде што тамо се наоѓа манастирот Света Петка. Јас во тој временски период бев на летата слава на Света Петка, а еве денеска по покана на мештаните од селото Бешиште, по покана на месната заедница до ова село, по покана на црковниот на ова село, а пред се по покана на Горан Еленин и Дамче Лимбески, а се разбира овај, така да речам, по идеја, иницијатива на мојот колега и долгогодишен пријател Тренчо Димитриевски, наминав во ова село да направам нов документарен запис, а како што напомнав, оние приказни што остана недораскажани, да ги преточам во овој документарен серијал, се со цел да овие приказни како дел на историското битисување на ова село да останат на генерациите млади мештани од ова село, предци и на Мариовци, а се разбира и македонци, за да не остане покриена од правта на заборавот. Почитувани мои, полна ми ја душата, ете позади мене во селскиот, во црковниот двор на црквата Света Петка е собран. Тој ден и се мештаните не само од селото Бешиште, туку од цело Мариово. Ќе одиме во црквата и да бидам искрен и од овој дел на ова прослава ќе биде преточен во овој документарен запис. Ова е селото Бешиште. Гледајте и уживајте. Што е рај, што е убавина, а Бога ми едно би рекол, стварно природата на Мариово, стварно природата на ова село му дарило убавина. Пак ќе повторам, гледајте и уживајте. На другиот крај не треба кръвче. Ама тоа посем ќе да прави. Сега треба ова од напак. Подолу. Значи, венецот што се плете и го плетат исклучио само моми и невести, така? Так. Сите, зараде сите. Так. Твоето име? Иван. А вашето? Билјана. А твоето? Роза. Так. Вие, господјо? Здравка. Здравка и Мари. Так. Од овде сте сите од Бешишта. Од кој не е тука роден, корените му се од тука. Од која фамилија си овде од? Од Јуртовски. А ти, господјо? Од Ушковски. Од Душковци. Вие? Јуртовски и Ушковски. Мешано. Така. Сигурно? Ето бршлен. Так. Во некои села кога патувам и песна пеат, меѓутоа... Ние сме во жал. А, така. Такви ми се условите, Так. имаме значајна загуба. Так. Значи, сите сте овде, ка речи си од еден семеен род, така? Да. Так.
Твојата мајка како се вика? Мојата? Да. Стојанка се викаше почината, покојна и таа беше од Битолско Вариово, Од кое село? од Старавина. Така, А татко ми одавде од Бешиште. така. Како се викаше дедо ти? По татко ти. Трајко. А баба ти по татко ти? Минка. Додека баба ти по мајка ти? Тие се од Старавина, таа се викаше Неда, а дедото пак Трајко. А, така. А вие, господјо? Дедо ми по татко ми Тодор се Така. викаше. Беше долги години, откако знам за мене, служител овде во црквава. Така. Баба ми Стајќа, Таа беше исто одовде? исто одавде од Велевачкови беше баба ми. Така. По мајка ми Трајко дедо ми, Ушковски и Менка баба ми Димовска, мислам дека мама ми свршиле. Така. Димовци. По баба сме Димовци. Така. Господјо, вие? Инаку сне први братучеди од брат и од сестра деца. Така. А вие, господјо? Татко ти како се викаше? Стојан, Мајка ти? Чуна, Дедо ти по татко ти? Баба ти по татко ти? Јана, А додека баба ти по мајка ти? Петра, Татко, дедо ти по мајка ти? Недан. Домајчино твој како се викаше? Немам домаќин. А, така, добро, добро. Јас ќе ти подам сега свеќи. Ајде. Чекај, овака ќе опам. Само стегај ново. Ва, На слажите кај појде? Горе северњето да ги извадите и скоро при крај беше. Со средот ги преврти од другата страна големите парчиња. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Се, да видиш. Дај на деда рачето. Со другата раче. Ајде, ајде, ајде. Религија е поим што некогаш се користи како синоним за вера, се определува како верба во нешто надприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и установи поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го определуваат поимот како целосна сума на одговори, дадени како објаснување за врската на човештвото со Вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Може да се дефинира и како друштвена појава, која подлежи на некои одредени закони и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие, односно со Бог, Божество. Поимот религија се врзува со латинскиот збор, односно глагол религиере, што значи да се поврзе, а за прв пат овој израз бил употребен од христијанскиот филозоф Лактанци во 4. век, говорејќи за врската на човекот со останатите други битија и со Бог.
Постојат три основни пристапи по кои може да се согледа религијата како феномен, а тоа се субјективен пристап, објективен пристап, субјективно-објективен пристап. Од гледиште на објективниот пристап, религијата не може да се гледа како секоја друга појава. Додека според субјективниот пристап, религијата постои засебно во однос на останатите работи. Според третиот став, не може да се порекне субјективното, ниту пак објективното, бидејќи религијата е синтеза и на објективното, и на субјективното. Повеќето религии подразбираат учење кое се однесува на суштината, целта на постоење на сепостоечкото, а исто така, религијата подразбира и одредени облици на верски заедници, како и одредени обреди, ритуални изведби, кои се изведуваат на посветени места, односно во одредени институции, цркви, џамии, синагоги и храмови. Постојат три основни групи на теории на религијата. Религијата е изум на една, обично владеачката, привилегираната група на луѓе, како средство за заштита, и ваквиот облик на религија според оваа теорија се јавува во првобитната човекова заедница, како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова воља и дека човекот, како човечко суштество, не може да влијае на тие појави, ниту пак да ги измени или контролира колку и да се труди, а во ваквите појави најчесто спаѓаат поплавите, сушите, грмежите, громовите и слично. Според горе наведената теорија, човекот дошол до идеја за постојање на виша сила која влијае на истото. И на тој начин настанале првите облици на богови кои символизирале единствена моќ кои суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал да им отдаде чест со молитва и жртвување, што е одлика на природните религии: анимизам, фетишизам, тотемизам, браманизам, будизам, конфункцијанство и мухамеданство. Според втората група на теории, религијата е трајна екзистенцијална одлика на човекот, а според оваа теорија човекот е во комуникација со Бог уште од своето постоење, кој во текот на историјата привремено го изгубил, паѓајќи во паганство кое повторно се воспоставува со откровението Божјо, откривање, односно јавување во светот, и како откриени религии се сметаат јудаизмот и христијанството. Според третата група на теорија, религијата е човечка склоност према суеверија, која произлегла од недоволното познавање на вистинската природа на нештата. Ерих Фром смета дека на почетокот од човечката историја, иако бил исфрлен од првобитното единство со природата, човекот продолжил да се држи до тие примитивни врски, тоест преку врските со природата човекот ја обезбедувал својата сигурност. Токму примитивните религии, во кои човекот сочувствува со растенијата и со животните, го отсликуваат неговиот стремеж да го одржи единството со природата. Од тука, во првобитните религии, животното е преобликувано во тотем. Човекот носи животински маски при религиските свечености, а човекот го обожува животното како Бог. Во подоснежните фази од историскиот развој, кога се развиле занаетчиската и уметничката вештина, кога човекот повеќе не бил зависен од даровите на природата, тој ги преобратил производите на својата рака во божества. Во оваа фаза човекот ги обожавал предметите изработени од глина, сребро или злато. На тој начин, човекот ги проектирал своите сили и способности во предметите што ги изработил. Тоест, своите творби ги обожавал во оттуѓен облик. Најпосле, во уште подоснежната фаза, човекот им дал на божествата човечки лик, а тоа се случило кога тој станал уште посвесен за себе, тоест кога открил дека тој самиот е највисокото и најблагородно нешто во светот. Во оваа фаза, обожувањето на антропоморфниот Бог има две димензии.
Едната се однесува на женската или машката природа на боговите, а втората на степенот на зрелоста кој го достигнал човекот. Во оваа фаза од историскиот развој, најпрвим постоела матриархална фаза на религијата, во која највисокото божество е мајката, а дури потоа се развила патриархалната фаза, во која се појавил Богот, татко. Постојат два вида на религија: политеистички религии и монотеистички религии. За политеистичките религии карактеристично е верувањето во повеќе богови, различни божества кои владеат во различни сектори на природно и човечко делување. Политеизмот е карактеристичен за старите, природни пагански религии и тие се повеќе ритуални обредни отколку теориски. Тие не тежнеат кон ширење на разлика од монотеистичките. Најзначајни стари религии се египетска религија, старогрчка религија, римска религија, одинизам, а и речиси сите народи на територијата на Европа пред да го прифатат христијанството, исповедале различни пагански, природни, политеистички религии кои денеска се исчезнати, со исклучок на хиндуизмот и племенските религии на тлото на Африка. Христијанството му е објавено на светот преку црквата и како црква. Црквата е неделива од личноста на Господ Исус Христос. Таа беше во Христа и собраните околу Него, тогаш кога Господ Христос беше на земјата, но и по славното вознесение Христос остана со апостолите и верните во црквата. Со тоа, тој на таинствен начин го исполни завештанието кое им го даде на своите ученици. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. За некои, црквата е само храм во кој се извршуваат богослуженија, други под неа ја подразбираат само црковната епархија, а некои пак црквата ја сметаат за една од институциите во општеството. Не е лесно да се даде прецизно богословско одредување за црквата, зашто ниту во новозаветните списи, ниту во светоотечката литература не постои една исцрпна дефиниција. Свети Никола Кавасила, големиот православен мислител од 14 век, во своето дело Живот во Христа, во духот на големите црковни отци пред него, ја избегнува дефиницијата за црквата, но истакнува дека ако некој сака да ја види црквата, треба да види не нешто друго, туку светата Евхаристија. Откровението на црквата, според Никола Кавасила, се наоѓа во светата Евхаристија, зашто во неја е присутен Христос и затоа што во неја црквата се пројавува како тело Христово. Затоа и рускиот богослов Алексеј Хомјаков напиша: само оној што ја разбира литургијата, ја сваќа црквата. Правилното одредување на црквата треба да ги опфати сите елементи на незиниот живот, во чиј центар ќе биде светата Евхаристија. Од пресудно значење за животот во црквата е секако верата. Таа, според Свети Максим Исповедник, е првиот лек за нашето спасение. Верата се исповеда во црквата при собранието на народот Божји, најпрвин во крштението, а потоа и во Евхаристијата како основна тајна на нејзиниот живот. Да се исповеда верата во црквата, тоа значи да се биде прифатен од неа како заедница и да се постане учесник во целокупниот нејзин живот. Значи, со верата стануваме заедничари Христови и учесници на несоздадениот и божествен живот на Света Троица. Да се припаѓа на црквата, значи да се прифатат етичките правила кои важат за неа. За животот во црквата неопходен е висок степен на етичко однесување, зашто сведочат и житијата на светиите. Етичкото однесување во изворната христијанска смисла е всушност живот со Бога, а не само нормативно исполнување на заповедите Божји. Заповедите Божји треба да се доживеат како патоказ кон вечниот живот, а не како норми или законски обврски кои Бог им ги наметнува на луѓето со цел да ја покаже својата моќ над нив.
Сите заповеди, според Христовите зборови, се содржани во двете најголеми Божји заповеди за љубовта, кон Бога и кон ближните. Според тоа, за етосот на православната црква најважна е љубовта, бидејќи таа е темел на новиот живот во Христа. Етичкото однесување и стекнувањето добродетели не треба да се доживеат како цел сами по себе, туку како средство и начин за стекнување на љубовта кон Бога, а потоа во светлината на таа љубов и љубовта кон ближните. Исполнувањето на Божјите заповеди, како внатрешно ткиво на етичкото однесување и до блесниот живот, треба да има нагласен евхаристички карактер и смисла. Исполнувајќи ги само на тој начин заповедите, верните можат да ја доживеат црквата како заедница на Бога и луѓето, во која како смирени работници на лозието Господово ќе остварат единство со Бога, што всушност е крајна цел на христијанскиот живот. Важен елемент во животот во црквата е и нејзиното исцелително дејство. Во црквата луѓето се исцелуваат од гревот, страстите и болестите. Во неа, според зборовите на свети Кирил Ерусалимски, се лечи и исцелува секој грев. Меѓутоа, треба да се нагласи дека црквата лечи не со она што го има, туку со она што е. Според свети Никола Кавасила, она во што учествуваме не е само нешто што му припаѓа на Христа, туку тоа е тој самиот. Црквата им го нуди на верните лекот на безсмртноста, кој според свети Игнатий Богоносец е светата Евхаристија. Во неа, како собитие, заедницата во своите души ги примаме не зраците и светлината, туку самото сонце, тоест Христа. Затоа, и учеството во литургијата подразбира учество не на одвоените единки, туку на сите верни кои ја сочинуваат заедницата на светите во единиот свет, Господ Исус Христос. Карактеристично обележје на црковниот живот е проповедта. При вознесението, Господ Христос на апостолите им дал заповед да проповедаат по сиот свет. Одете и научете ги сите народи. Проповедта е предуслов за верата и познавањето на Господа Христа, зашто како ќе го призоват оној во кого не верувале, како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле, а како ќе чујат без проповедник. Важноста на проповедта ја нагласува свети апостол Павле кога вели: ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Смислата на проповедта на Словото Божјо е во единството на верните со Господа Христа, односно со Бога во Христа, што и треба да биде содржина на проповедта. Заради тоа, нејзиното место во литургијата е веднаш почитањето на Евангелието, кое ги воведува верните во единство со Словото Божјо, а ова единство во потполност се остварува во светото причестување, во заедницата со телото и крвта Христови. Сите наведени елементи на животот во црквата доаѓаат до целосен израз во Евхаристијата, која е тајна на единството на Бога со народот негов и во која се согледува суштината на црквата и вистинското назначение на светот. Суштината на црквата не е во тоа да пренесе само известни уверувања или идеали, ниту да наметне одредена дисциплина, ни да ги подобри условите за живот, туку да го објави и даде новиот живот во Христа. Литургијата, како основна тајна на црквата, во овој век ја предочува содржината на животот во идниот век, кога Бог ќе ја открие потполната вистина за себе си. Во Царството Божјо, Бога ќе го гледаме лице во лице и ќе дојде до полн израз нашата вера, етичкиот живот ќе добие исполнување во средбата со владиката, сите достојни се стекнат немирливо здравје, а на сите благовестници јасно ќе им се покаже Господ на славата. Друг критериум за одредување на црквата е дека таа е заедница на народот Божји во Христа. За значењето на заедницата, за христијанскиот живот во црквата
јасно говори една древно христијанска изрека: еден христијанин, ниеден христијанин. Бидејќи црквата е заедница и собир на мнозина или на сите, неа не може да ја зачинува еден христијанин, па нека е и најсовршениот. На суштината на црквата, како собир на повиканите, или поточно на оние кои се одзвале на повикот Божји и кои ја прават заедницата со Бога, укажува етимолошкото значење на грчкиот термин за црквата. На поблиско одредување на црквата како собир на народот Божји во Христа, укажуваат и називите кои се среќаваат во Светото Писмо: собор на светиите, тело Христово, Божји дом, заедница на Светиот Дух, а за взаемната поврзаност на Христа со верните јасно кажуваат представите за Христа како лоза и верните како прачки, за Христа како темел и црквата како градба. Во Евхаристијата, како тајна на идниот век, со верата и покајанието, со исполнувањето на зборовите Божји и действителната љубов кон ближните, верните доаѓаат во најприсно единство со Господа Христа. Оваа вистина ја нагласува и свети Иринеј Лионски, велејќи: нашата вера е согласна со Евхаристијата, а Евхаристијата ја потврдува нашата вера. Во литургијата, според зборовите на свети Никола Кавасила, го наоѓаме она што црквата ја прави единствена и потполно различна од сите други заедници во општеството и различна од сите други религии. Светата Евхаристија, како средиште на животот во црквата, има за цел во неа да оствари единство на сета твар со Бога и сиот свет да постане едно тело Христово црква. И благословен Бог, чрева Твоего, яко спаса, родила еси душ наших, Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса, родила еси душ наших, Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса, родила еси душ наших. Господу помолимся. Господи помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, кој си благословил 5 хлеба и си наситил 5000 луѓе, Ти самиот благослови ги овие лебови ученицата виното, и елеот и умножи ги во ова село, и во нашата татковина, и во целиот Твој свет, и верните кои онив ке јадат освети ги, зашто Ти си кој благословаш и осветуваш се, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец светиот, и благ и животворен Твој Дух и сега и секогаш и во веки веков. Амин. Богати обништаша и взакаша, зискајон штиже Господа, не лишат сјака го блага. Богати обништаша и взакаша, зискајон штиже Господа, не лишат сјака го блага.
Благословението Господова да даде на вас преку неговата благодат и човековиот постојано сега и секогаш. И Христојове, православен народ наш христијански, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во веки веков. Титорите, приложниците, дарителите, укресувачите, помагачите, псалтите, свети сечите храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во веки веков. Високо преосвещенијшиот митрополит наш Петар, честното свештенство, апостолското и сиот вид црковен да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во веки веков. За здравие и спасение да ги спомне Господ Бог, храмите Божи, Петар, Дамјан, Ивана, Роза, Стојко, Петра, Иванка, Александар, Маре, Софомонијата, Здравко, Софомонијата, Јуле, Софомонијата, Трајче, Софомонијата, Бети, Софомонијата, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во веки веков. Блажено покоените архиепископи, досите ангелари, Габриел, Михаил и душите на починалите раби Божи, Тони, Цане, Тодор, Стајка, Менка, Трајко, Стојо, Колем, Васил, Неда, Стојанка, Бојана, Георги, Стана, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во веки веков. Спаси си од православен род христијански, да го спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. Горе да ги имаме срцата, Имаме ко Господу, да му благодариме на Господа. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Благочестиви христијани, денес нашата света црква го прославува споменот на светата Параскева, Петка, Епиваска или Трновска. Имено, оваа голема светителка, позната меѓу народот по своите чудеса, живеела во 13 век и таму како мала се подвизавала во местото Епиват и се посветила на Бога. Но откако починале нејзините родители, таа решила својот живот да го посвети на Бога. Заминала во Јорданската пустина и долго време во пост и молитви, како што се вели, во нејзиното житие го поминала својот живот. Молејки се, посветувајки се на Бога, еден ден Бог и се јавил и рекол дека мора да се врати во своето родно место Епиват, каде што ќе ја даде душата на Бога, односно ќе се уподоби во Бога. Таа се вратила во местото Епиват, но бидејќи сите од нејзиното време биле изумрени, не ја познавале светата Параскева Петка и не знаеле дека потекнува од ова место. Откако починала, тие како странец ја закопале кај брегот од морето, а не на гробиштата во градот. По некое време, во близината на брегот, морето исфрлило едно тело на морнар. Не знаејќи кој е тој,
телото го закопале на телото каде што била закопана Светата Параскева Петка. Но во близина на тоа место имало некој човек, столпник, кој се подвизавал и кога почнала да се шири непријатна миризба, тој му рекол дека не е добро да се закопува телото на тоа место. Но луѓето од тој град не го послушале и на крајот на некој човек по име Георги во местото Епиват му се јавила некоја света жена, облечена во светло, и му рекла и посведочила дека телото што е закопано долу на Морнарот е всушност тело на грешник закопан врз телото на светителка. И не е добро овие свети мошти да бидат закопани надвор од градот. Откако луѓето се собрале, го откопале телото, ги нашле нетлени и нераспаднати моштите на Света Параскева Петка во Епиват. Тие го взеле телото на Света Параскева и го положиле во храмот во незиното родно место на светите, посветено на светите апостоли Петар и Павле во Епиват. По некое време, откако неколку пати, нели со надоаѓањето на турците османлии, овие свети мошти се преместувани еднаш во Пловдив, еднаш во Београд, на Калемегдан, и на крајот тие завршуваат каде што и денес престојуваат во градот Јаши, во храмот посветен на Светата Параскева Петка, каде што и ден денес се случуваат безброј чудеса. Благочестиви христијани, пред се, овие житија на свети и живот на овие светители се всушност наше сведоштво и наша поука, затоа што тие во целост ги исполниле оние Христови заповеди кои Господ му ги дал на светите апостоли, а преку нив и нас, кога рекол кој сака да врви по мене, нека го земе својот крст и нека оди по мене. Така, треба да знаеме дека култот на Светата Параскева е многу распространет низ нашата Македонија, но исто така треба да се поучуваме и духовно о нејзиното житие, затоа што Светата Параскева на безброј начини помагал на овој народ во секакви тешкоти и маки. Безброј чудеса се случувале благодарение на неа, благодарение на нејзините свети молитви и свето застапништво пред престолот Божи. Но исто така треба да сме свесни дека ние како православни христијани, односно христијани во современо време, треба да се поучуваме од животите на овие светители, затоа што овие животи можат да ни бидат сведоштво дека човекот колку и да му биде тешко и колку да се мачи во овој век и во овој свет, сепак на крајот Господ наградува. Односно, секој човек се спасува по Божја милост, не по негова заслуга. Ние само треба да се трудиме во најмала рака да ги имитираме овие свети и овие светители во нашите животи. Но не само на литургија кога сме во овој свет храм, туку и кога излегуваме надвор во ова општество каде што живееме. Затоа што сведочејки ги, односно кога сведочиме со нашиот живот, го имитираме животот на овие свети, животот на Света Петка, тогаш ќе научиме дека всушност можеме да бидеме подобри. А ако бидеме подобри и ако го имитираме животот на Светата Параскева во најмала рака,
тогаш и нашето општество во кое живееме би било подобро. И тогаш се би било совршено затоа што светителите биле незлобливи, ги сакале ближните, ги сакале и непријателите, но исто така со тоа ја сведочеле и верата Христова. Треба да знаеме дека Христос пред се одел, нашиот Спасител, пред се одел кај изнемоштените, болните, не одел во царски палати како некои денес што сакаат да живеат. Туку едноставно тој му помагал на сите бедни и сиромашни. Имитирајќи го неговиот живот, овие светители се посветиле на Бога, се посветиле со пост и молитва и затоа ја добиле заслужената награда. Станале богови по благодат. Тоа е и нашата крајна цел, да станеме богови по благодат. Но сепак, тоа треба да се случи по милоста Божја, сега секогаш и во веки веков. Амин. Амин. Мир на тебе што ни благовествуваше. Слава тебе, Спаси, Господе, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, на сопротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи благочестивому македонскому народу, на сопротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православным христијаном нашим, на сопротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Што го красили и извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и за настана Твоите вечни блага по молитвите, напред чистата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија на светата Параскева петка, чи спомен го празнуваме на сите Твои свети, зашто Ти си ка благословуваш и осветуваш се Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Отец единородниот Твој Син и пресветиот и благ и животворен Твој Дух и сега и секогаш и во веки веков. Господи Исусе Христе Боже, надблагослови ги овие лебови, чини се да виното со Твој свет Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Уште Ти го принесуваме овој дар во пренебесниот Твој жртвеник. Амин. Во слава и чест на светата Параскева петка во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин, сега секогаш и во веки веков. Амин. Святи мошеници, че добре страдавшество ваше и венчавше ся, молите ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеником
свещеников радование, илже проповед Троица единосушная, и старие ликуй дева имя Божие, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, Господинja Jemu, Jego že veličajušte djevo, uvažajem. Помилуй не Боже, по Твоята голема милости се молиме, чуйни, помилуй, ще се молиме за милост, живот, мир, здравие, спасение на рабите Божи Петър, Дамјан, Ивана, Роза, Стойко, Петра, Иванка, Александър, Марин, Сопомилията, Здравко, Сопомилията, Юле, Сопомилията, Трајче, Сопомилията, Пети, Сопомилията, Митре, Сопомилията, зашто си милостив човек и без Бог и Тебе слава Ти възнесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во веки веков. Амин. На помощ за много. Амин. Повелuje царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани гости, почитувани верници, почесто ми е чест што гледам на ова време, неубаво време, кога колку гости ни дојдоа. Благодарение на сите спонзори. Како прво ќе го спознам спонзор Поле Дривовски, што го донесе крстот, а фирмата се вика, неговата фирма се вика Сварок. Тој е спонзор. Прво го значуваме како крстот. Одиме натаму. Со поголеми донации, што се добиени од странство. Ќе ви спомна се донаторите кои се, а има и уште друго многу. Сега ќе биде многу жешко. Аплаузмалте дајме. Многу жешко ќе бидете, го слушаме сите. Дамчел Лимбев почна со $5,000, ќе излеза до 10. Оној Врглески, Мики Врглески, со $6,000 до $10,000. Да му даје да апласи и поздрав со голема сума пари. До некој Горан, внукот мој, со $6,000. Горан Елин. Митко Лимбески, $1,500. Се годиме донатори Мице Джајков. Јулуците се од Мице Джајков. Јагнато од Мице Джајков. Попци од голем поздрав до Мице. Поздрав голем. Ове донацијата што почна, мислам, е организатор црковниот одбор. Меѓутоа, како донатори се покажа овие тројца луѓе што се јавија, што има желба ова да се гради. И ние тоа го прифатиме, ама му кажавме, ако не дајте парите, ако не ли пуштите повшку да не сидите овде. Тука чиста математика има. Посебно благодарност на луѓето од село беше што беа 4 луѓе. 50 дена до сега се работеше, драге, 50 дена овде 300 веќе циментно го измеша нараз. Драге, Здравка, Стојко Ушков на 83 години, секој ден беше тука и Тоде Чуруков. Аце Макре, сета песок преку него е помината со 7.000 само гориво се плаќа, по 20 кубика 4 тури се дојдени од овде. Поздрав и до Ацета, градена фирма Изофас. 3 кубика не пуши бетон, 2 миксери и пумпа овде на какво ризично место дојда луѓето овде. Али со ни соработувам јас. Лупче Јунико спонзор. Ове железата што имаме зена, 50% се платени, 50% се спонзори, извиткани у земји и се, и олуците ове што ги кладе, човекот Лупче ги кладе олуци. Сега се порачани и оние олуци, и горе на камбанијата и врати се порачени, и тие ќе бидат платени, имаме пари. Имаме пари, сакам да се благодарам на селото беше дека луѓето вика нема слога, има слога. Има слога, организација добра, сите поздрава сите. И сите пред тоа што работели, и ова сега што работат. И колку се направило, сите и поздравам да биде добро за сите и за нас. Мајсторите, Ташо Еленин, Чичко ми Стојан, од Америка дојден 6 дена работеше овде човекот. Горе на црквата се качи горе капаците и улуците очисти, 6 дена работеше. Илко Врглев мајстор, Ристе Грков мајстор,
Стојко Ушков мајстор, Стојко Јутов мајстор, Зоран Гајтанов мајстор, Рисе Дојко мајстор, Рубен Ванвашко мајстор и Трајко Еленин мајстор. Тој су јас. Малиов каде, Малиов? Малиов каде? Сега. Никола нигде не го спомна. Сега, и она ќе спомнам до сега. Ајде, Николче, да излез пред мене. Сега вака, ајде да видиме најтивки. Ево го младото дете јунак што го донесе Света Петка овде. Ова детенце, 24 години, зборува англиски друго, нашите со надлежно странство вика Чичко Дибараш пари, не знаме, не разбират нашите муци. Ова преведува на англиски. Во 6 месеци 320 сати имаме разговор со детево. Председател, ова е младото дете, јас сум советник. Да го одам детето, да го пушиме на свој пат, да го води селото, а има уште 5 такви млади деца. Уште 5 млади деца. Ова Николче. Ова дете се младо, ние се застани, ова ќе го води се ова село. Благодарение на сите имаме и од другите села. Ево, уште друга работа има да ви спомнам. Ова што го трошеме јадењето. 500 евра Дамчини даде за јадење, Милан даде 500 евра за јадење. Стоја овој во Битола, како се вика онај Степан Малинчев, 200 евра ни донесе јадење за 200 евра. Ракија, Живко од Кавадарци, Круме од Кавадарци, Дело Череков од Кавадарци. Да не набројувам, извините вака некој да пропуштам. Сите што идеа овде ко работеа, по 7-8 души, 10 души идеа да помагаат, сите да помагаат. Не поканети луѓе. Се сум благодарен на сите и сега се очисам и вака кој кажувам и кој гледам овие работи ми да солзи низ очите. Ова останува за успомен, за голем успех за сите деца. Сега под младок има 6 млади деца како ова. Од Сталета детето негово, од Кавадра Севеко Лупчо, од Војчата детето Давор, од Милошеви имаме дете, 5 млади деца имаме сега. И од Славе Сарванов и од Славе Сарванов. Е така. Neka
мајсторите, браво за председателот и за помошниците. Со чело на Бацко Трај